Почитуван градоначелник на општина Ѓорче Петров, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Драго ми е што денеска сум во општина Ѓорче Петров и заедно со градоначалникот можевме да доделиме решенија за решавање на правен статус на објекти на граѓани преку институциите, со што тие се стекнуваат со право на имот во однос на овој постоечки закон. Со тоа не само што добиваат легалност над своите објекти, туку го остваруваат и правото на собственост врз истите, што е од голема полза за нив. И тоа може веднаш и да го впишат да биде впишано во имотен лист и со тој објект конечно да располагаат. Ова е еден процес кој што веќе десетина години се реализира во државата и оваа година конечно и завршува важноста на овој закон за бесправно изградени објекти. Последните податоци, заклучно со вчерашниот ден, 24.2, покажуваат дека имаме легализирани и запишани во Агенцијата за катастар на недвижности вкупно 265.264 објекти. Има предмети кои се во активна постапка и затоа нашата намера е да го продолжиме рокот на овој закон со кој ќе се даде можност сите предмети кои што се наоѓаат во општините, а кои поради оправдани или неоправдани причини се уште не постапиле општините, да имаат можност да бидат решени. Предлог законот е веќе изработен и е во собраниска процедура. Според новиот предлог закон за бесправно изградени објекти, очекуваме поддршка од пратениците. Висината на доместокот е утврдена со висината на доместокот за уредување на градежно земјиште во секоја општина во однос на комуналиите и ќе биде зголемена за 50% како казнен пенал кој што ќе треба да го платат граѓаните кои што ќе пристапат кон ваквиот тип на решавање на правниот статус. Од плаќање на надоместок со предлогот ослободени се примателите на социјална помош, државни органи, единици на локална самоуправа, јавни субјекти како и верските објекти. За бесправните објекти кои се изградени во одредени заштитени подрачја, со новиот предлог закон се предвидува да се побара согласност за легализација од органите надлежни за управување во овие подрачја. Сакам да напоменам дека првично овој предлог закон крајниот рок за легализација на објекти е 1 октомври 2019 година, кој што е како предлог доставен до пратениците. Би сакал да потенцирам дека оваа средба во општина Ѓорче Петров ја искористивме со градоначалникот за запознање со сите инфраструктурни прашања и проблеми. Пред се овде мислам на клиничкиот центар кој што треба да се гради во матичната општина овде во Ѓорче Петров, што е многу значаен, најзначаен проект за државата. И според нас е многу важен да се реализира, бидејќи овде се вклучени многу институции кои што работат на решавање на овој голем проблем или прашање кое што треба да се реши во идниот период. Овде е пред се Министерство за здравство, општината, градот Скопје, Министерство за транспорт и врски и работиме заедно на решавање на сите инфраструктурни прашања во однос на овој клинички центар. Апелирам уште еднаш и до собранието, до пратениците, до опозицијата да не го блокираат градењето на клиничкиот центар кој што е многу значаен, витален објект за Скопје, но и за целата држава. Што се однесува до проектот на Светска банка, преку кој што општините аплицираат, можам да ја пофалам општината Ѓорче Петров, која што агилно, активно, брзо и ефикасно достави проекти за реализација на две улици, Кузман Шапкаров и Антон Коцаров. Со што овие две улици веќе се во првиот повик, имам избрано изведувач и во текот на наредните недели изведувачот влегува и започнува со работа. Сакам да порачам дека остануваме заеднички овде со градоначалникот со општината во комуникација со цел да ги решаваме и отклонуваме сите прашања кои што се важни за граѓаните на општините и на државата. Благодарам. Почитувани медиуми, драги сограѓани од нашата општина, наше Ѓорче, денеска ми е чест што мојот другар министер Благое е во посета на нашата општина. Тековно имавме работна средба на што го запознаме за капиталните проекти кои што се реализираат во нашата општина. Особено дадовме акцент на новиот клинички центар и изработката во меѓувреме на проектите за инфраструктура и во исто време даваме апел за да се одблокира, за да Ѓорче Петров го види благодетот од најголемата историска инвестиција гринфилд од страна на државата од самото постоење. Истовремено си заблагодаривме за средствата кои што ги добиваме, бидејќи како сиромашна општина голема помош имаме од владата, особено од ресорното министерство за транспорт. Изградени се над 20 километри
фекална канализација, асфалтирани пред тоа 33 улици преку Македонија пат и јавното предпријатие за државни патишта, односно кои што се под Министерството за транспорт, како и тековно за решавање на најгорливиот проблем на граѓаните, односно легализацијата. Да ги информирам дека од вкупниот број на поднесени барања од негде околу 12.500 барања за легализација ни остануваат да ги решиме уште околу 2.500. Во исто време им напоменаме на граѓаните присутни за тие што не стигнале во роковите или биле отсутни надвор од државата, не може лимонно правно да ги средат своите имоти, дека во тек е носење во фаза на нов закон, за што подетално ќе ми информира министерот. Благодарам.